А во продолжение остануваме на тема култура и зборуваме за нешто навистина многу интересно. Особено кога се децата во прашање за прв пат ќе се случи една авантуристичка мистерија, едукативна игра која што е насловена Потрага по средновековното богатство, а ќе се случува на нашето многу добро познато Скопско кале. И се разбира во продолжение повеќе за овој настан кој за прв пат од ваков тип се случува со Василка Димитровска, креативен директор на Хаемус. Добро утро. Добро утро на сите вас овдека, ве има повеќе во македонската телевизија. Добро утро на сите ваши гледачи. Особено кога се децата во прашање, многу интересен начин на кој што ќе се едуцираат, ќе се анимираат и конечно нешто ќе се случува надворно, отворено. Една интеракција, дружење, запознавање со другарчиња од различни возрасти, но сите со една иста цел. Па добро, имаме тука дел од реквизитите. Да. Каков е овој настан? Кој што го организирате? Овој настан, како што и самата кажа, е еден вид на социјална, едукативна игра во живо, која што ќе се случува на Скопското кале на 25 септември. Оваа недела. Точно, оваа недела. Насловена е како авантуристичка мистерија, потрага по средновековното богатство и како подлога има на вистински историски настани, личности, објекти, околу кои што учесниците треба да се ориентираат. Ја пуштивме специјално ова игра за деца на возраст од 8-10, максимум до 14 години. Добро. Бидејќи тие ќе треба да работат во група и преку решавање на различни загадки, мистерии и секакви возможни и невозможни ситуации кои ќе се случуваат на Скопското кале. Отприлика на околу 10 локации ќе треба да ги решават загадките, да откријат следната локација и се додека не го пронајдат ковчежето, нели, со скриеното богатство. Оно што е, Василка, извинете, ја прекинувам, најважно цел. Станува збор за вистинити настани дел од нашата историја. Да. На самата игра, значи ќе претходи една мала минитура која што ќе ја водам јас, нели, како професионален археолог, за да можат децата и младите да знаат што точно се случувало на Скопското кале, кои објекти ги имаме, мал дел од историјата, се разбира на ниво кое што е приемчиво за нив. И потоа, значи, ја добиваат мапата на Скопско кале. Мапата е специјално цртана од илустратор. Ја поздравувам Бисера Наумовска. Значи, ова е мапата која што ќе ја добијат младите истражувачи. Да, држете ја така убаво. Е така отворена за да може да ја фатат колегите. Потоа го добиваат дневникот на Мајстор Крон. Мајстор Крон ја раскажува својата приказка преку еден дневник. Тој е ковач во старата Скопска чаршија, ма го викаат царски ковач, бидејќи неговиот чукун, дедо, прадедо, бил ковач во палатата која што се наоѓала на Скопското кале. Тоа е вистинска палата која и денеска постои од периодот на 13 и 14 век. Веројатно голем дел од гледачите поминуваат покрај неа на Скопското кале, меѓутоа бидејќи нема сигнализација, веројатно не го распознаваат објектот и потоа го добиваат овој сет на алатки и по пат... Сега зубаво да се фати, земете го во раце. Па јас ќе пробам да го земам. Така колегите ќе да пробаат да го зумираат. Така. И сега тука има така. различни шифрарници, има инструкции како да се дојде до првата загадка, лупа, компас, пинцета, се што му е потребно на еден млад истражувач да биде како Шерлок Холмс, нели, и да ги пронајде сите овие загадки. Сметам дека на овој начин се прави едукација за нашето богато културно наследство, кое што несомнено го имаме во главниот град, но и во другите делови од државата. Се работи за наследство од нашиот средновековен период.
И сметам дека ова е навистина убав начин младите да се запознат преку таква една интеракција, игра, забава и пред се едукација, да си поминат едно убаво време и за секој пат во животот да запамтат кои се нашите вредности, да ги понесат после оваа игра вредностите кои што треба да ги почитуваат до крајот на својот живот во однос на нашето богато културно наследство. Така е, кажавме која е целта. Целта за организирање на ваков настан е од огромно значење, особено кога е помладата генерација во прашање, но на овој настан претходат други настани. Може еден вовед да направиме со оглед на тоа дека и гостувањето пред вас беше како вовед, но ајде вие ќе објасните повеќе детали. Ќе објаснам само да кажам дека овој настан е влезен во програмата на Европските денови на културното наследство, кои што во Македонија се прославуваат сигурно барем 20 на години наназад и во која што манифестација учество земаат разни културни институции, музеи, домови на култура, државни, граѓански организации и така натаму. Прилично е популарен како настан, така да ние го вгнездивме во таа манифестација за да можеме да му дадеме дополнително значење и вредност. А во однос на прашањето кое што ми го постави, мислам дека треба да се врти на Кајрон. Јас се не гледам, ама еве се вртат фотографии на Кајронот од оваа тура, но и генерално од оно што го правиме со нашата програма Млад истражувач. Тоа е едукативна програма со педагошки карактер во рамките на Хајмус. Ја создадовме лани и сега во сабота во рамките на една друга манифестација која што организира Цивика Мобилитас, Ден на граѓански организации, ќе ја промовираме нашата 12-та публикација. Значи, во рок од една година издадовме 12 публикации за деца и за млади, пред се до 14 годишна возраст, но се разбира, може и за повозрастни да си ги консултира. Да, гледачите може да видат, јас донесов, материјал. Така, додека слободно зборувајте, да ги погледнат како изгледат барем кориците на тие книги, но вистински ќе може да ги видат во сабота, бидејќи сме дел од настанот Ден на граѓански организации, организиран од програмата Цивика Мобилитас, и тука ќе имаме две активности. Главната активност во 15 за 12 ќе се случува во интерактивното каче, каде што ќе имаме промоција прв пат на праисториската читанка и вежбанка за млади истражувачи. Тоа е една многу прекрасно илустрирана книга. Повторно ја поздравувам Бисера Наумовска. Значи со неја соработуваме, таа е млада илустраторка која што во последните 2-3 години одговорна за мапата. Одговорна е генерално за визуелниот дел, на публикации, на игри и на многу други работи кои што ги имаме во Хајмус. Значи, заедно со Бисера ќе ја промовираме ова праисториска читанка која што открива детали, тајни и информации за праисторијата на градот Скопје, но и генерално на територијата на Македонија. Многу е убаво визуализирана и секој период од праисторијата не само што има објаснување, туку има и креативна вежба, археолошка вежба, значи да можат децата и младите да си ја применат и на некој начин да си визуализираат некаков дел од праисторијата. Гледаме дели од вашите активности. Да, ова е Скопје Treasure Hunt, лов на богатство по Скопје. Значи е малку поинакво од ова што се случува на Скопско кале, бидејќи е низ цел град и е буквално, значи децата трчаат низ градот, ги ловат загадките и се разбира добиваат награди. Награди ќе има и сега, значи во недела, но да се надоврзам, значи на праисториската читанка и вежбанка, на оваа промоција претходно ќе следи интерактивна работилница, се нарекува Каминото, ако се ја више ги заборавам насловите. Значи скриените тајни на каменото доба. И тука на лице место, значи децата и младите или секој заинтересиран има сет на алатки. Ние ќе видиме тука од Хајмус, ќе следи инструкции, например како да подигне Стоунхендж во 3D или неолитска куќа од Тумба Маџари, да си направи праисториски накид, што имаше уште друго више. Многу активности се, 4-5 активности се креативни во рамките на таа интерактивна работилница. Таа ќе се случува, значи, сосема на спортивна страна од штандовите во едно такво наречено интерактивно катче, кој што секој може да го посети, може да биде дел од таа работилница. Но велам, пред се
е наменета за деца од 7-8 годинки до некаде 14 години и потоа на неа ќе се надоврзе промоцијата на праисториската читанка и Читанка што вежбанка. веќе ја најавивме, за млади изборувавме. истражувачи. Гледам дека вашите активности и проекти се насочени кон младите. Да. И преку еден креативен, интересен, со загадки начин, да речеме, да им биде уште поинтересно начин, на кој што ќе се едуцираат, но и ќе се социализираат младите. Би сакала да се задржиме, имаме уште кусо време, на крајот, навистина ме воодушевува програмата која што имате Млад истражувач. Да. Кој може да биде дел од оваа програма? Кои се активностите кои што видовме дел од она кој што е во склоп, кој што било претходно, дел од активности на Млад истражувач, но кои се оние делови кои што следат Так. дел од програмата? Да кажам дека ние со Хајмус правиме и многу други поголеми работи, но Добро, но решивме да се концентрираме на овие. И ние решивме како организација, денеска нели така Да. беше концептот, нели се договоривме и решивме да го посветиме нели ова време на децата, на младите и на нивното ангажирање во спознавање на културното наследство. Сакам да работам со деца и другите колеги сакаат да работат со деца, Иако е бидејќи една од најлесно најтешките работи. најтешко е, ама ако Да се задржи ако вниманието. успеете да го задржите вниманието така. на децата и ако успеете да раскажете приказка која што е интересна за децата и ќе ве следат вака со ококорени очи, значи ако ги купите децата, можете буквално Сте завршиле приказката работата. да ја продадете на секого. Мислам, мене не ми е чуден тој нели однос, бидејќи ние 2020 година за денот на Баба Марта добивме награда за најдобра европска приказна, нели тоа се рекува The Best European Storyteller. И тоа ја добивме директно од седиштето на Европската унија, благодарение на кој што испечативме една серија, гледачите може да видат, на читанки и на боинки за деца и за млади на различен јазик, за да можеме нели обичот Мартинки да го доближиме до Една многу сите традиција граѓани, која да. што си ја негуваме. Така, на кој што ние сме носители, правни носители во УНЕСКО, во името нели на сите оние кои што го практикуваат тој обичај, а ги има од сите возрасти, Да. пол, етникум и така натаму. Но работењето со децата и со младите дава една поинаква енергија и една поинаква перспектива на работите на културното наследство. Многу е лесно кога работите со возрастни и тоа е многу сериозно, нели? И ние велам правиме големи работи, консултанти сме на многу, нели, меѓу другото сме и консултанти на Пивара Скопје, можат да прочитаат, нели, вашите гледачи на нивниот сајт постојано. Вчера, завчера, знам, имаше некои текстови кои што ги пишуваме јас, колегите и слично. Но Кој може да биде дел од Млад истражувач? Вистински предизвик. И јас оваа програма Млад истражувач ја направив, бидејќи јас од секој пат сум сакала да бидам археолог, што и сум. Меѓутоа, кога сум била дете, немало книги на македонски јазик. И вакви можности. Немало вакви можности, особено немало ни вакви предизвици, ниту социјални, едукативни игри или било што. Значи, и сакав се она што јас не сум имала можност да го искусам како дете, да поминам низ такви искуства, да им го пружиме на следните генерации. Да го овозможите преку вашата работа. Навистина, продолжете и понатаму така. Задржувајте внимание на дечињата и едуцирајте, она што е најважно, и би сакала уште еднаш да се навратиме на ова авантуристичка мистерија едукативна игра која што сега во недела ќе се случува. Потрагата по средновековното богатство, затворене кругот на пријавувањето, веќе е оформена групата, но дали тоа значи дека можеби ќе имаме и нова тура, па ќе имаме можност ваков тип на едукација да премине во традиција? Па, ние веќе ја затворивме првата група, морам официјално да кажам, можат сите заинтересирани на Facebook и на Instagram профилите на Хаемус и на Млад истражувач да ги добијат сите информации и сделката се одвиваше преку Групер, но таа вчера или завчера веќе се затвори, бидејќи групата е од 12 деца и е сосема доволно да можат да работат заедно како една целина. Целта е социјална инклузија, значи на децата, бидејќи се од различна возраст, едно дете знае повеќе математика, другото повеќе географија, трето знае нели побрзо да чита или побрзо да решава некој работа. Па едното е поснаодливо, другото не е толку. Така, меѓутоа целта е нели
сите Да тие се потикнуваат. Така. Сите тие да работат заедно и веќе сме на мислење да пуштиме можеби втора или трета, нели, ваква авантура, бидејќи интересот на луѓето е голем. на вистина голем. Мислам и децата го ловат, нели, сето ова. Ние имаме сајт, се вика mladistražovac.mk. Тука најчесто ги објавуваме. Страната исто така да следат. И на хајму страната, но бидејќи си има посебен веб-сайт и посебни профили на социјалните мрежи, значи едноставно само со вкуцување на Млади истражувач многу лесно, значи ќе ја пронедат оваа програма. Сите активности кои што ги правиме, навистина правиме многу, правиме вакви ловови на богатство. Значи повремено на Кокино, низ Скопје, правиме и на други места. Правиме и за родендени, тоа особено ни е таргетната група, значи некои родители не таргетираат, или за едукативна тура, например, низ чаршија, бидејќи нели се посетува џамија, се посетува црква, се зборува за еврејско мало, се допираат нели сите едно мултикултурно Скопје или вакви што се како Treasure Hunt, слично. Меѓутоа, да, тоа не сакав да, нели, не е тоа сега целта, но доста сме често таргетирани за такви прослави, родендени и слично. Меѓутоа сакавме ова да го направиме јавно, да биде достапно, нели, за сите и едноставно сите да уживаат. Верувате, јас уживам. Јас додека го создава, а не беше лесно. 3 месеци ја создавав оваа игра. Може да се забележи. Да, 3 месеци ја создавав игра и исто сум возбудена, значи како и родителите, како и децата кои што ќе учествуваат. Ви посакувам успешна потрага по средновековното богатство оваа недела и со можност понатаму нека се отвори пат и нека има повеќе од ваков тип. Ви благодарам за гостувањето, Василка. Благодарам и јас и на вам и на гледачите на Македонската телевизија ви посакувам убав ден. Благодарам. Драги наши гледачи, се надевам дека го задржуваме вашето внимание на стартот на овој работен ден, 22 септември 2022 година. Останете со нас до самиот крај, до 9 часот и 40 минути. Време е за информативен преглед, а веднаш потоа остануваме и на тема култура. Унапредувањето на едно право што не загрозува друго право, може само да и користи на една држава што е посветена кон мирен развој. Ковачевски во Њујорк на одбележувањето 30 години од Декларацијата за правата на малцинствата во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации. Северна Македонија е силен поддржувач на декларацијата. Создаваме еднакво општество за сите, порача премиерот. Граѓаните на Северна Македонија се наполно свесни за фактот дека со тоа што им се овозможува на лицата што припаѓаат на другите етнички заедници да го користат својот јазик, што се разликува од македонскиот, да ги бараат своите права за социјални услуги, да ги бранат своите права пред судовите користејќи го својот мајчин јазик, тие не изгубиле ништо, напротив добиле многу. Со нашите политики за еднаквост го затврстивме сврзувачкото ткиво на нашето општество и го отворивме патот за дискусија по прашања кои се од вистинска важност за граѓаните. Нивното постоење и животниот стандард, бидејќи тоа